Денес требаше да продолжам со темата за деноминација, втор дел, меѓутоа, таа е тврда тема, тврда беседа и ќе ја оставам за следната сабота. Ако даде Господ живот и здравие, тук имаме некои души кои што сакаат, би сакале да слушнат нешто што е многу побитно за нив. На самиот почеток, би сакал и јас да започнам со пророкот Еремија денес. Мислам дека во библиската полка не се спомена. Проверив и во самата книга на полуката никаде не се споменува. Па сакам да го нагласам јас тоа нешто. Што значи името Еремија? Еве да бидам и јас малку јасен на македонски. Еремија е старозаветен Божи пророк од 7-6 век пред Христа, како што ние сме од 20-21 век после Христа. Живеел во тешко време, време на страшен и голем отпад на избраниот Божи народ Израел. Многу слично со состојбата на христијанството денес, многу поразителна состојба. Од една страна, луѓето се фалеле и тогаш: црква Господова, црква Господова, црква Господова е ова. Нашата света црква и слични само фалбаджиски изрази со кои што луѓето мислеле дека на тој начин се големи верници. Ако се фалат со својата црква, евреите се фалеле со Соломоновиот храм, најубавата зграда што постоела било кога на оваа планета, со нивните обреди, со нивните церемонии, но Господ преку пророкот Еремија им упатуваше сосем спротивни пораки. Бидејќи сето тоа го правеле заедно со греф, заедно со беззаконие, заедно со неморал. И Господ им упатуваше сосем спротивни пораки. Немојте да велите црква Господова, црква Господова, црква Господова е ова. Туку навистина поправете ги своите патишта. Ова ќе биде предмет на некоја наредна лекција, се разбира. Ја малку, заминав понатаму на кај 9-та глава. Меѓутоа, има нешто што би сакал да го нагласам денес, а што се однесува и за адвентистичката црква. Од првата глава на оваа книга. Па ќе ве замолам да отвориме уште една таму. Еремија, првата глава. Да видиме што Господ кажува во врска со самиот пророк. Кога овој пророк бил повикан во Господовата служба? Ова се многу битни, многу важни зборови и многу актуелни зборови за ова последно време. Ке почнем да читам од 4 стих. Значи Еремија, прва глава, 4 стих. И ми беше упатено слово Господово. Прв пат Еремија го прима словото Господово. Прв пат го слуша Господовиот глас. Прв пат на некој начин станува Господов гласник, иако се уште не излегол да ја пренесува Божјата реч на другите,
но кога првпат го прима Господовиот повик, неговата објава, неговото откровение, еве што му се вели. Пред да те обликувам во утробата. Знаете што значи ова? Кој ги обликува бебињата во утробата? Господ вели пред да те обликувам, значи јас го правам тоа. Пред да те обликувам во утробата. Што значи ова обликувам? Пред да добиеш облик. Каков облик? Значи, пред човечкото суштество да личи на човек. Сега, внимавајте. Знаете кога ембрионот заличува на човек? Не сум ја стручњак голем за оваа работа. Ако се сеќавате, човеколиките мајмуни не учеа на времето дека наводно човекот во ембрионалниот развој, значи во утробата на мајката, поминува низ разни фази, каде што дури во последната фаза личи на човек. А дека претходно личи на што во претходните фази? Дека личал можда на мајмун, на риба, на не знам на што се кажува. Јас не велам дека е тоа точно. Меѓутоа, денешната наука има многу по-прецизни сознанија, се разбира. Денес може да се гледаат бебињата во утробата, како изгледаат уште многу месеци пред нивното раѓање. Како и да е, Господ му вели на Еремија, пред да те обликувам во утробата, значи пред да личиш на човек, на човечко суштество, јас те познавав. Јас те познавав. Кого познавал? Некоја риба, гуштер, змија, птица, мајмун? Не, го познавал Еремија, човекот, уште пред да биде обликуван, пред да личи на човек во мајчината утроба. И пред да излезеш од утробата, те посветив. Видите? Значи, пред да се родиш, те посветив. Кога Еремија бил посветен за пророк? Според Господовите зборови, кога Еремија бил посветен за пророк? Пред да се роди. Пред да биде обликуван, Господ го познавал, и пред да се роди, Господ го посветил, те поставив за пророк на народите. Пред да се роди, бил посветен и поставен за пророк не само на израелскиот народ, избраниот народ, туку на народите, на многу народи. Што велат денешните убици на 21. и на 20. век? Дури и во адвентистичките болници, од типот на Лома Линда. Дека пред да се роди човекот, не е човек. А што е? Мајмун? Денес постојат и законодавства во разни западни земји, кај што се заштитени правата и на животните. Во денешните болници, денешните така наречени христијани убиваат луѓе, бебиња, а ги штитат правата на животните.
Ова се однесува и за Лома Линда и болниците на Северноамериканската дивизија и на Генерал конференција. Никакви десетоци, никакви саботи, никаква вероисповед нивна нема да ги спаси од езерото што гори со оган и сулфур, ако не се покајат за нивното систематско прекршување на шестата заповед, убивање на бебиња, уште пред да се родат. Значи, тоа е состојбата на црквата денес. Страшна, како и во времето на Еремија. Што значи Еремија? Еремија на еврејски е Јирме Јаху. Јирме Јаху. Тоа Јаху, знаете што значи, вториот дел. Тоа Јирме треба да е некој глагол. Сите еврејски глаголи во несвршено време, бидејќи еврејскиот јазик има само две времиња, совршено и свршено, несвршено. Перфект и имперфект, нема други времиња. Јазикот кој што потекнува од вечноста и не може да има други времиња. Нема минато, сегашност и иднина. Појмови кои што се битни за смртниците, но не и за безсмртниците. Значи, јазикот кој што потекнува од безсмртниот, од небесниот, од харанскиот јазик, нема многу граматички времиња. Има само свршено и несвршено време. Со други зборови, некое дејство или завршило, или се уште трае. Секој еврејски глагол кој што започнува со јот, значи со ја, она најмала буква, цртичка, е несвршено време. Нешто што се уште трае. Што значи Јирме Јаху? Добро. Не мислам да испрашувам. Библискиот речник вели дека значи Господ Јах е возвишен. Многу убаво име. Постојат, според лингвистите, и различни други мислења за тоа што може да значи. На некој им личи и дека Господ удира, мава, со други збори. Веројатно заради сличноста на глаголите. Како и да е, за да може да удри или да мавне некој, треба да биде, што? Возвишен. Например, кога деновиве Русија влезе во Блискиот Исток и почна да мава по идиотската држава, бидејќи цело време американците кобајаги војуваа со нив, де факто нивно создание, нивен проект на Блискиот Исток. Сакам да кажам, кога Русија влезе и почна да мава, за да може да мава и никој да не може ништо, освен да вреска, како еден поранешен претседателски кандидат Џон Маккейн почна да вреска, зашто Русија ги уништува неговите синови таму во исламската држава, неговите регрути и платеници. Тој што мава, за да може да мава, треба да биде возвишен. Не може Хорхе да мава, Иванов. Тој за прославата на
денот на победата над фашизмот, 70 годишнина, морал да се извинува. Според Миленко Неделковски му паднал јазикот до земја да му се извинува на Запад, зашто присуствувал на 70 годишнината од победата на фашизмот во Москва. Па на кого треба да му се извиниш ако присуствуваш на победата над фашизмот во Москва? На некој што е фашист. На некој што не му се допаѓа прославата на еден таков јубилеј. Значи, треба да му се извинуваш на НАТО пактот, на една фашистичка организација. Но да не претераме малко со дигресиите. Бидејќи оној што во ова последно време ќе ја скрши главата на зверот, на змејот, на лажниот пророк, на новиот светски поредок, на НАТО пактот, на обединетата светска влада и, како што велеше пастор Бери, на обединетите пагански нации. Тоа ќе биде некој уште повозвишен од било кој земски претседател, од било која светска сила. Тоа ќе биде возвишени од Господ. Тоа ќе биде оној кој што во времето на Еремија го удрил силно, го мавнал својот народ, Израел, заради сите беззаконија, заради сите гревови, заради сиот отпад што се случил и се случувал во негово време. Живееме во последното време. Живееме во време кога Господ ќе удри, ќе мавне, како што вели големата борба, ќе се покаже, ќе се издигне повторно, за да го одбрани авторитетот на својот погазен закон. Се сеќавате на тие зборови? Господ ќе го одбрани авторитетот на својот погазен закон. Денес Божиот закон се гази и од страна на Божиот народ. Денес Божиот закон се гази од страна на христијанскиот свет. Па што остана тогаш за оние кои што воопшто не го признаваат Христа? Евреи или муслимани или неверници? Денес е време кога според зборовите на апостол Петар, кога се сеќавате 1 Петрово 4:17, судот треба да започне од каде? Од Божијата црква. Ајде ги прочитаме и тие зборови, бидејќи живееме во времето на судот и бидејќи Лаодикеја, значи народот или на судот, а исто така значи и народот на праведноста, на оправданието, бидејќи судот е тој што некого ќе оправда, а некого и ќе осуди. Значи, прво соборно Петрово послание, четврта глава. И јас би сакал да прочитам еден поголем текст, бидејќи контекстот е исто така добар за слушање. Прво послание на апостол Петар, дали ја најдовме оваа книга во Библијата? Четврта глава, ќе почнем да читам од 12-тиот стих. Значи од 12-тиот ќе читам. Возлюбени, не чудете се на огненото искушение, што ви се праќа за да ве испита, како нешто необично да ви се случува. Знаете, не така одамна, значи до некое скоро време,
Живеевме во време кога изгледаше нешто многу одамна, нешто далеко од нас, да гледаме прогонство на христијани, како им сечат глави на христијани, заради тоа што се христијани, значи само заради нивната вера. Значи тоа нас не изгледаше како нешто многу одамно, нешто што се случувало пред многу векови, а не во 21. век. Но ете, веќе наназад 2-3 години, ние живееме во време кога гледаме како се убиваат, како се обезглавуваат христијани. Слично како Петар и Павле. Да, во Соединетите Американски држави. Заради нивната вера. Тоа огнено искушение може би се уште не затропало близко до нашата врата. Но дали тоа значи дека и нас ке не одмине? 13 стих вели апостол Петар, напротив, значи ако сте верни, ако поминувате низ огнени искушенија, немојте да се чудите или да мислите дека е тоа нешто необично. Напротив, ако учествувате во страдањата Христови, тогаш радувајте се. Така ќе се јави неговата сила да се зарадувате и да се развеселите. А ако ве укоруваат поради името Христово, блажени сте, зашто Духот на славата, Духот Божи почива на вас. Тие значи на него хулат, а вие го прославувате. Никој пак од вас да не страда како убиец или крадец, значи да не јадете ќотек заради ваш греф, тогаш не сте блажени. Или злосторник, ниту како оној што се меша во туги работи. Но ако страда како христијанин, значи ако ве бијат и ве гонат само заради верата ваша, да не се срамува, туку да го прославува Бога за такво учество. И сега, зашто време е да почне судот од Божиот дом. А ако почне најнапред од нас, тогаш како ли ќе им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божиото Евангелие? Каков ќе биде крајот на оние кои што не му се покоруваат на Божиото Евангелие? И кога праведникот одвај се спасува, тогаш што ќе стане од безбожниците и грешниците? И така, оние што страдаат според волјата на Бога, нека му ги предадат нему, како наверен Создател, душите своји, правејки добро. Би сакал во контекст на овие зборови да поставам едно прашање за размислување. Зошто апостол Петар ја споменува темата за судот во контекст на претходната тема за која што зборува, прогонствата и искушенијата? Значи, додека зборувал за прогонствата и искушенијата, како во продолжение вели, значи 16 стих беше, но ако страда како христијанин да не се срамува, туку да го прославува Бога за такво учество, за учество во Христовите страдања, во Христовите маки. И потоа вели, зашто време е да почне судот од Божиот дом. Вели. На што мисли кога вели судот, а во контекст на прогонствата и неволите? Што представува судот за Божиот дом? Прогонствата и неволите, тоа е темата. Зошто Господ ќе дозволи, како што рече Никола во средата, Господ има право
ако се сеќавате, да ја испита мојата вера. Има право или нема право? Учителот има право да ги испита своите ученици. Се разбира. На кој начин Божиот дом, неговиот народ, ќе помине низ суд, низ Божи суд? На тој начин што Господ ќе дозволи неволи, прогонства и искушенија врз неговиот народ. И сега тие неволи, тие прогонства и искушенија, тие ќе бидат судот. Тие ќе покажат што? Кој ќе издржи и не само ќе издржи, туку ќе стане уште по цврст, уште по верен на Господа, а кој за жал ќе отпадне. Кој ќе се откаже од Христа, затоа што и немал силна, и немал вистинска вера предходно. Според збороите на апостол Павле, судот, огнот на искушението ќе покаже кој од каков материјал е. Дали е благороден, цврст метал, или е што? Сено и слама. Много интересно. Јас би сакал оваа тема да ја заокружам со тоа што ќе го прочитам сонот на Вилијам Милер. Се сеќавате на сонот? Значи во рани списи. Мнозина може би од вас прв пат ќе го слушнете. Колку мина од вас ја имате рани списи? Значи повеќето ја немате. Добро. Ако некој заинтересиран и сака да ја има, нека се јави потоцна. Многу убава книга, многу што сакав да цитирам од неа и ќе остане за другата сабота, ако даде Господ живот и здравје. Но сега само ќе го прочитам сонот на Вилијам Милер. Овој сон не е обичен сон, тоа е визија, односно видение, но се нарекува сон затоа што видението или визијата е примена, видена за време на сон, за време на спиење. Во македонскиот превод на 66-та страница, многу лесно за памтење. 66-та страница, само една шеска по-кусо од 666. Почнем да читам. Сонував дека Бог на невидлив начин ми пратил едно ковчеже со необична изработка. Долго околу 25, а широко и високо околу 15 сантиметри. Изработено од абоновина. Цврсто, многу цврсто и тешко, источно-индиско или африканско дрво. Сте имали прилика да видите такво нешто? Добро, значи, многу скапоцено ковчеже. И необично украсено со бисери. На ковчежето имаше закачено клуч. Веднаш го земав клучот и го отворив ковчежето. На своје големо изненадување забележав дека е полно со скапоценности. Диаманти, скапоцени камења од сите видови и големини, златни и сребрени пари од сите можни димензии и вредности, прекрасно одбрани, така што секој вид имаше своje посебно место во ковчежето. Така средени, скапоцените камења сјаја со слична светлина на сонцето. Што би се случило ако вие најдете вакво нешто во реалност?
Би сакал. Кој не би сакал. Меѓутоа, дали ако во реалноста најдете такво нешто, ќе почнете одма да разгласувате и да го објавувате она што сте го нашле, да го разберат што е можно повеќе луѓе. Дали така се однесува човек што ќе налета или ќе најде на вакви скапоценности? Или ќе гледа да го скрие дури и од најблиските, да го закопа во најдлабоката дупка и да го држи јазикот зад решетки. Да. Но, бидејќи ова ковчеже со овие бисери, злато, сребро, дијаманти, не е вистинско, туку е символ за нешто друго, за некоја вистинска вредност во животот. Еве како реагирал во сонот Вилијам Милер. Пред се, моето срце беше многу возбудено од сјајот, убавината и вредноста на оно што се наоѓаше во ковчежето. И помислив дека не смеам сам да уживам во наблюдувањето на сето тоа. Значи, ова било нешто толку убаво и прекрасно, што сметал дека единствено праведно е ако тоа го сподели со другите. Заради тоа, го поставив на масата во својата соба и објавив дека сите кои сакаат може да дојдат и да видат нешто најубаво и најблескаво што човек некогаш можел да види во својот живот. Луѓето почна да доаѓаат во почетокот во помал број, но подоцна се повеќе. Од почетокот кога ќе погледнаа во ковчежето, се восхитува и воскликнува од радост. Меѓутоа, кога бројот на гледачите се зголеми, секој започнуваше да претура по скапоцените камења, ги вадеа од ковчежето и ги расфрлуваа по масата. Луѓе. Почев да размислам дека собственикот би можел повторно да го побара ковчежето и скапоцените камења од моите раце и бидејќи допуштив да бидат растурени, не би можел повеќе никогаш да ги распоредам и да ги ставам на нивното место во ковчежето, онака како што беа порано, и почувствав дека никогаш не би бил во состојба да се соочам со таа одговорност, бидејќи таа би била неизмерно голема. Тогаш почнав да се заземам со луѓето, да не ги допираат скапоценностите, ниту да ги вадат од ковчежето, но колку повеќе настојував, тие толку повеќе ги расфрлаа. Така што сега ги расфрлаа низ целата соба, по подот и по сиот мебел во собата. Потоа видов дека помеѓу оние вистинските скапоценности и пари, тие расфрлаа и безброј лажни скапоценности и фалсификувани банкноти. Веројатно некои се ги ставале во джепови вистинските, а ги компензирале со лажните пари, кои што денес се во циркулација. Страшно разјарен од таквото лошо однесување и неблагодарност, почнав да ги карам и укорувам. На колку повеќе ги корев, тие толку повеќе ги расфрлаа лажните драгоценности, мешајки ги со вистинските. Тоа ме потрасе до дното на душата и почнав со сила да ги исфрлам од собата. Значи, почнал да делува како исфрлувач. Но додека еден исфрлав, значи повеќе не ги тратирал за луѓе, ги тратирал за мајмуни. Тоа што според своето однесување докажуваа дека биле. Но колку додека еден исфрлав, тројца ќе влезеа, носејки со себе си нечистотија, отпад, песок и секакво ѓубре од надвор. Се додека со тоа не ги затрупаа сите скапоценности, диамантите и банкнотите, така што не можеа повеќе да се видат.
Исто така, го искршија на парчиња и моето ковчеже и го фрлија во ѓубре. Мислејќи дека никому не му е гајле за мојата болка и мојот очај, потполно се обесхрабрив, станав малодушен, седнав и заплакав. Не мислите да имате ваков сон. Во сонот се однесувате како да е сето тоа реалност и како да е сега премногу страшна вашата состојба. Додека така плачев и тажев заради својата страшна загуба и одговорностите кои што ме чека, се сетив на Бог. Обично тогаш се сеќавам. И сесрдно се помолив да ми прати помош. Вратата од ненадеж се отвори и еден човек влезе во собата. Кој беше тој човек? Човекот со метлата. Точен одговор. Браќи и сестри, живееме во време кога Господ ќе ја очисти својата црква со една метла. Таа метла се огнените искушенија што ни предстојат. Значи, во тој момент влезе во еден човек во собата, додека сите овие луѓе излегоа надвор, а тој, имајќи со себе метла, го отвори прозорецот и започна да го мете ѓубрето и нечистотијата надвор од собата. Му довикнев да престане, зашто под ѓубрето имаше расфрлани скапоценности. Тој ми одговори: не плаши се, јас водам грижа за нив. Додека тој го чистеше ѓубрето и нечистотијата, заедно со тоа ги подигна и лажните скапоценности, и лажните банкноти, заедно со ѓубрето. Па во вид на облак излегоа низ прозорецот. Ете, во Божјата црква има лажни банкноти, има ѓубре, има нечистотија. Значи, заедно со ѓубрето и овие лажни банкноти во вид на облак излегоа низ прозорецот и ги однесе ветерот. Во таа збрка за момент ги затворив очите, веројатно од прав, и кога повторно погледнав, нечистотијата потполно беше исчезната. Операција метла. Насекаде низ собата лежеа расфрлани скапоцени камења, дијаманти, драгоценности и парички од злато и сребро. Тоа што не може да биде облак. Тоа што не е толку лесно, за да заедно со правот, ѓубрето и нечистотијата излезат од собата. Значи, останаа само вистинските парички, вистинските дијаманти, драгоценности во собата. Тој тогаш стави на масата еден ковчег, поголем и многу поубав од они првиот. И со рака ги собра драгоценностите, дијамантите и паричките и ги стави во ковчегот. Така што не остана ниту еден, иако имаше ситни дијаманти колку врв од игла. Тогаш тој ме повика: дојди и види. Погледнав во ковчегот, но очите ми се замаглија од гледката. Скапоценностите блескаа 10 пати посилно од кога? Од претходниот сјај. Помислив дека тие беа изгребани од песокот под нозете на тие зли луѓе, кои што ги расфрлија и ги изгазија во правта. Тие беа прекрасно распоредени и ставени секој на свое место во ковчежето и покрај тоа што тој човек при служувањето очигледно не се мачеше многу. Воскликнав многу радосен и тој восклик ме разбуди. Дали се наоѓаме и ние во една ваква состојба? Дали нашата вера, нашиот живот, некогаш многу чист, сјаен, верен на Господа, посветен, се наполнил со ѓубре, со нечистотија, со лажни вредности, со прав,
За сето ова постои само надприроден лек, само надприродно решение. Повторно Светиот Дух, човекот со метлата, да дојде и да го очисти нашиот живот, нашата душа. Дали сакаме да бидеме очистени? Дали сакаме да бидеме изметени? Дали сакаме да засијаеме 10 пати посилно од порано? Значи, за нашиот живот, како и за спасението на душата, постои само едно, а тоа е надприродно решение. Како што никој од нас не може да биде спасен без Христовата смрт и воскресение, никој од нас не може да биде очистен без Светиот Дух, без новото раѓање, крштевањето со Светиот Дух, не само со вода. Никој еден од нас не може да воскресне, ако е веќе мртов, без Христа, оно што ја победил смртта, без повторното создавање, кое што само тој може да го направи. Затоа, браќа и сестри, без да должам повеќе, да се помолиме оваа сабота, денес, не затоа што е сабота, туку затоа што е денес, благопријатното време на спасението. Да се помолиме Господ да го очисти нашиот живот. Да бараме, да сакаме да бидеме крстени со Светиот Дух. Нему нека му е фала и слава. Амин.